БСД не се надева дека отворањето на Уставот ќе го искористи за импутирање на два своји уставни амандмани. Ваков заклучок може да се извлече по денешната изјава на премиерот Зоран Заев, кој изјави дека никој нема право да ја условува интеграцијата на Македонија во Европската унија и НАТО. Заев вели дека нема да дозволи ширење на Пандорината кутија, а тоа според него им е јасно на сите. Јас ги разбирам потребите на луѓето да отворат дебата, да дават предлози, посебно креативноста на опозицијата и слично, но на крајот знам дека никој нема право и нема да направи било каква условеност на интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската унија. Веројатно нема да дозволиме ширење на Пандорина кутија во Уставот, тоа го знаат сите. Редот е јас тоа да го потврдам. Парламентот е конечен тој што одлучува, ние сме само предлагачи, но во рамките на сите овие работи јас секој пат стојам на располагање да го градиме она едно општество за сите, за кое што сите се залагаме, а не да се обидуваме на поинаков начин, кога се носат крупните одлуки, зад кои што сите стоиме, се наши програмски определби, се наши стратешки програмски определби како политички партии застапени во парламентот, но и стратешки определби како држава. И нема да дозволиме со било какви желби, потреби, креативности, кои што во суштина некогаш и произлегуваат од потребата на граѓаните, нема да дозволиме да бидат загрозени во самиот процес на одлучување. Реакциите на Заев доаѓаат по соопштенијата и изјавите на челниците на движење БЕСА дека бидејќи владата е обврзана да добие двотретинско мнозинство, наред е да ги послуша и албанските партии од опозицијата. Ова може да се свати како еден вид условување да се прифатат амандманите кои ги предлага партијата, а БЕСА на Касами да биде дел од гласањето на уставните измени. Не е случајно што се предвидува поширок број на гласови и целта е да се одрази интересот на сите кои гласаат и волјата на оние кои ги представуваат. Овде владата не смее да се ограничи на политичките интереси на коалиционите партии, бидејќи нема доволен број на гласови, така да е обврзана да ја земе предвид и волјата на оние кои не се во владата. Инаку, треба сама да ја сноси одговорноста за евентуалниот неуспех на гласањето поради својата политичка тесноградост. Сега не е време да се избегне одговорноста, туку да се преземе одговорност со смело донесување одлуки и секој проект треба да има инклузивност за сите засегнати страни, вклучувајќи ги и опозицијските партии на албанците. Премиерот Заев ја коментираше изјавата на вице-премиерот Бујер Османи дека се разговара за вметнување на Охридскиот рамковен договор во преамбулата како еден од конститутивните елементи на државата заедно со АСНОМ и 8 септември. Заев одговори дека за тоа се уште се преговара, но дека рамковниот со неговото потпишување веќе е составен дел од Уставот.